Поштовани слушатели, низ програмата на Спортско радио 90,3 традиционално ги опаќаме сите оние спортски настани кои што се одржуваат во нашата земја. Има настани кои што со својата традиција, со своето реноме кој што го има зад себе се може да се бројат меѓу оние спортски настани кои што ја промовираат Македонија на најдобар можен начин, а исто така и настани кои што навистина треба да се симне капа, би рекол, на сите оние кои што се во организацијата за еден таков настан како што е Охридскиот пливачки маратон. Ке поразговараме денес низ нашата програма токму со првиот човек на Пливачката федерација на Македонија, господинот Горан Стојановски. Господин Стојановски, најнапред добре дојдовте во нашата програма и секако убаво е чувството да си има човек кој што директно ќе може да ни каже неколку информации поврзани со Охридскиот пливачки маратон и воопшто работата на федерацијата. Добар ден за вашите слушатели и секогаш сме во Спортското радио како гости да ја известиме македонската јавност за некој добар настан или за случувањата кои што во последно време само ја обележуваат Националната пливачка федерација како еден добар организатор на сите настани од национален интерес, вклучувајќи го и овогодишниот Охридски маратон како таков. 26 август, сабота, ден кога впрочем пливачите ќе стартуваат од Свети Наум и ќе се обидат да го препливаат, односно да ја препливаат нели патеката на Охридскиот пливачки маратон, па да ни кажете од прва рака информации колку надпреварувачи се пријавени да учествуваат, колку надпреварувачи ќе ги видиме во Охрид на пливачкиот маратон. Да, Охридскиот маратон. Да. Традиционално, како и секоја година, и оваа година Охридскиот маратон ќе стартува околу 12 часот. До сега имаме пријави од 20-тина пливачи кои што ќе земат учество на Охридскиот маратон. Сакам да потенцирам дека имаме квалитетни пливачи оваа година кои што ќе земат учество. За сите детали во однос на учесниците подоцна ќе зборува Велков Васил. Јас само ќе кажам дека оваа година со навремено почнување на целата организација на Охридскиот маратон дојдовме во една фаза кога сме сигурни дека настанот ќе биде добро организиран. Пливачкиот маратон во Охрид влегува во календарот на спортови на вода, кој што го организира локалната самоуправа и град Охрид, така да Охридскиот маратон во далечинско пливање 25 км ќе биде дел од овој настан. Националната пливачка федерација во соработка со локалната самоуправа ќе организира сериозен настан со сериозни учесници, со прогласување на победниците на свечен начин пред платото на стариот хотел Палас. Така да за сите слушатели на вашето радио една официјална покана до љубителите на пливањето да бидат дел од овој настан, односно да ги пречекаат сите оние успешни пливачи кои што ќе го завршат маратонот. Покровител и оваа година, да не заборавиме, значи како и секоја година традиционално председателот на Република Северна Македонија, господин Стево Пендаровски. Така да очекуваме сериозен настан, уште еднаш да повторам, и организација на едно повисоко ниво. Технички организатор на целиот настан е пливачкиот клуб Охридски бранови од Охрид, кој што секоја година се подобро и подобро го организира овој настан, нормално со поддршка од Националната пливачка федерација и од локалната самоуправа. Изминативе години имаше проблеми. Ќе нема маратон, ќе се одржи, нема да се одржи. Сега веќе со сигурност нели и сте овде во нашето студио за да го најавиме маратонот кој што ќе се одржи. Дали веќе можеме да кажеме дека маратонот, Охридскиот маратон од страна на локалната самоуправа па и од Националната пливачка федерација е веќе
стабилна манифестација која што можеме да кажеме дека во наредните години нема да има проблем со одржувањето. Па како да кажам, за љубов секогаш се потребни двајца, така да нашата љубов со локалната самоуправа и со Агенцијата за млади и спорт за оваа година почна многу рано и затоа со сигурност уште пред месец и пол и повеќе пред 2 месеци бевме сигурни дека оваа година Охридскиот маратон ќе се одржи. Така да затоа и присуството на квалитетни пливачи во Охрид кои што ќе го одбележат овој маратон е со сигурност. Локалната самоуправа, градоначалникот на општина Охрид сериозно ја сватија работата. Националната пливачка федерација и сите членови кои што се вклучени во организација на овој настан, вклучувајќи го и пливачкиот клуб Охридски бранови, сериозно го свати ова уште пред 2 месеци и 2 месеци сме во континуирана подготовка за маратонот. Агенцијата за млади и спорт уште пред 2 месеци ги одобри средствата за наградниот фонд, што не беше случај минатата година. Така да со сигурност можам да кажам дека оваа година сме потполно спремни за овој настан и е многу добро што овој настан се вклопува во програмата на настанот Денови на вода во Охрид. Така да Националната пливачка федерација и сите останати се спремни за старт на овогодишниот пливачки маратон. Го спомнавте наградниот фонд, што е исто така многу важно за да привлече квалитетни пливачи од странство. Да, наградниот фонд е обезбеден од страна на Агенцијата за млади и спорт, официјално е обезбеден, значи ги планираме средствата за наградниот фонд, нормално дека една од причините за пријавување на квалитетни пливачи е токму наградниот фонд, со оглед на тоа дека оваа година не е волен календарот Охридскиот маратон, меѓутоа е под капата на Европската пливачка асоциација. Така да благодарност, не е благодарност, можам да кажем и обврска на агенцијата и локалната самоуправа како таква која што сака да организира настан од ваков интерес, сето тоа под покровителство на Националната пливачка федерација. Сите спремни, го чекаме стартот, односно чекаме пештолот да пукне и да го означиме стартот на овогодишниот маратон. Добро, да го искористиме вашето присуство, да кажеме дека сем Охридскиот пливачки маратон кој што ќе биде одржан на 26 август, имате уште еден настан кој што ќе го држите во Велес, тоа е на езерото Младост, тоа е уште еден интересен настан, уште еден маратон. Можам да кажам дека оваа година Велешкиот пливачки маратон бележи јубилеј, односно 10 години одржување на овој маратон. Предходните години Велешкиот маратон е дел од Македонскиот куп, вклучувајќи тука 10 трки во текот на годината. Во Националната пливачка федерација, во програмата на Националната пливачка федерација, покрај другите влегува и Велешкиот маратон, така да оваа година како 10 годишнина, односно јубилеј на Велешкиот маратон, истиот влезе во програмата на Европската пливачка асоциација, односно Лен купот, покрај 5 други градови кои што го организираат овој Лен куп, меѓу кои се Белград, Барселона, Ејлат, Израел, Словачка, Италија. Петиот од вкупно 6 пливачки маратони е токму Велешкиот маратон. Горди сме на тоа, ја добивме оваа организација и како Национална пливачка федерација сме спремни да одговориме на овој предизвик. Сме во подготовки за двата, и за Охридскиот и Велешкиот. Тоа одзема многу енергија и време, меѓутоа се надеваме дека ќе го организираме на едно сериозно ниво. Делегатите кои што ќе бидат присутни во Велес од Лен ги очекуваме и очекуваме позитивна оценка за добра организација и добри домаќини. Го чекаме 3 септември, меѓутоа до тогаш ни предстои сериозна работа. Да, на крајот на овој наш разговор, едно прашање кое што секогаш се наметнува, тоа е инфраструктурата која што ја има Македонија. За жал не можеме да се пофалиме со тоа дека имаме многу базени, дека имаме многу добри услови за
тренирање за развој на пливањето и на пливачките спортови. Докаде имаше некои најави проекти дека Агенцијата за млади спорт ќе прави затворени базени низ градовите низ Македонија, почна нешто застана, некаде е стопирана работата, некаде е при крај, колку што знам, се при крај нели во Струга, ако не се лажам, базенот, докаде е Охридскиот базен, така да болна точка која што би рекол секогаш е болно да се зборува за такво нешто, но мораме да го напоменеме. Ќе искористам ја прво приликата да довршам за Велешкиот маратон. Нешто што заборавивме да го кажеме што е многу важно. Пред неколку дена излезе информација во некои од медиумите дека водата во Велешкото езеро, во езерото Младост, не е погодна за пливање, за капање, меѓутоа на иницијатива на Националната пливачка федерација и на општина Велес побаравме дополнително испитување на водата од Центарот за јавно здравје како официјална институција во Велес. Од 18.8.2023 година официјалниот извештај на Центарот за јавно здравје при општина Велес е дека водата во езерото е погодна за одржување на спортски настани, погодна е за капење, така да предходните извештаи не знам колку се валидни, меѓутоа овој кој што е последен од 18.8 е валиден и е од официјална институција Центар за јавно здравје општина Велес. Така да водата е спремна за одржување на овој настан. Сакам да го споделиме и со останатите медиуми, така да нема воопшто скептицизам во тој дел дали водата е добра или не. Во делот на прашањето за базените, тоа е она што не мачи нас како пливачки спорт. За тоа во која фаза се наоѓаат базените кои што се во изградба, подетално Велков Васил ќе ви објасни и за тоа. Јас само можам да кажам од колку големо значење тие базени да бидат достапни до пливачите, од огромно, поготово во зимскиот период кога ни функционира 1,5 базен во Скопје, во Македонија, за останатите градови да не правиме муавет, ако во Скопје имаме 1,5, во другите имаме 0. Значи дека немаме никакво поместување во однос на ресурсите што нашите пливачи треба да ги користат во текот на годината, односно за квалитетни тренинзи. Во зимскиот период останува да работи базенот Борис Трајковски, 25 метарски базен. Во зимскиот период делот од зимските месеци олимпискиот базен во Скопје, односно 50 метарскиот базен е затворен. Базенот функционира, објектот функционира само со малото корито кое што не ги исполнува условите за одржување на квалитетен тренинг, она што нас ни треба и како федерација, како клубови, односно највише за тука би зборал за репрезентативците кои што имаат припреми во текот на целата година за престојните надпревари кои што ги ја представуваат нашата држава. Така да не знам што да кажам, Националната пливачка федерација е безпомошна во овој дел, затоа што тоа е нешто на повисоко ниво. Државата треба да додаде газ во овој дел, да притисне и да што поскоро бидат предадени во употреба овие базени кои што се најавени дека за кратко време ќе бидат готови, односно требаше дел од нив да бидат готови. Има најава за работа на базенот во Тетово, тој е пуштен во употреба. Меѓутоа спортските клубови во Тетово, колку што јас имам информација, имаме најава за еден клуб кој што функционира. За Охридскиот далеко е уште да се каже дека ќе биде готов и кога би бил готов. Реков тоа Васил ги знае детаљите. Ќе ви каже. Ете можам да кажам дека ситуацијата не ни е добра во однос на ова прашање. Да, за жал тоа е реалната слика на состојбите во Македонија. Јас како председател, како прв човек на
на федерацијата, морам да го соопштам тоа како такво, значи да не гаиме некоја лажна надеж дека во септември ќе почнеме да пливаме на 6 базени или 5 базени во Македонија, значи далеку сме од тоа. Јас би бил прв што тоа би го соопштил доколку информацијата стигне, нели, дека у септември или во декември ќе имаме на располагање толку базени, нормално дека тоа ќе биде најдобра информација за нас и би биле среќни со тоа. Меѓутоа за сега ситуацијата е ваква каква што е. Господин Стојановски, на крајот ви благодарам за вашето гостување во нашата програма. Ќе имаме можност секако да поразговараме и на други теми со нашите соговорници во продолжение од нашата програма. Уште еднаш ви благодарам за вашето гостување и за одвоеното време. А се надевам дека ќе имате успешна организација на двата маратони, и на Охридскиот и на Велешкиот маратон, така да се слушаме и односно се гледаме во следна некоја прилика кога повторно ќе зборуваме за она што го направивте. А тоа е секако добрата организација на овие маратони кои што следуваат. Благодарам на поканата и ќе искористам оваа прилика да ве поканам да бидете дел од организацијата односно од присутните на Охридскиот маратон. Вашата екипа се надевам дека ќе има можност директно да врши пренос од настанот. Очекуваме, значи, сериозна трка и со вашите водители сметам дека ќе го доближиме пливачкиот маратон, односно самата трка ќе доближиме поблиску до слушателите на вашето радио и ќе станеме малце поинтересни во однос на Охридскиот маратон. Значи да имаме една интеракција со слушателите, да бидат информирани за секој километар од трката, кој води, како води, умешноста на вашиот тим во водење на ваков пренос сигурно ќе го направи овој настан поинтересен, така да ве очекуваме во сабота на Свети Наум да означиме старт на трката и да пратиме целата трка до нејзиниот финиш. Уште еднаш ви благодарам, поштовани слушатели, продолжуваме понатаму со низ нашата спортска програма ќе продолжиме секако да зборуваме за пливањето, ќе разговараме и со господинот Васил Велков, инаку лице кој што официјално се разбира задолжено за комуникација со ЛЕН и со ФИНА, со меѓународните федерации, кои што се секакош добре дојдени за помош при организација на големите настани, а згора на тоа секако дека секој спортски настан кој што се одржува во нашата земја треба да биде секако под капата на ЛЕН и на ФИНА. Сега, господине Велков, не очекува настан кој што охриѓани со нетрпение го очекуваат, а тоа е многу публика покрај брегот на Охридското езеро, а и пред се многу публика на Охридското пристаниште кога ќе стигнат надпреварувачите. Но, еве конкретно да зборуваме за она што не очекува во сабота. Пливачи ќе дојдат од многу земји, ќе имаме и наши пливачи кои што ќе учествуваат. Еве, ќе не запознаете конкретно со тоа кој се ќе дојде да плива на Охридскиот маратон. Па да, прво благодарам за поканата, секогаш ни е задоволство да учествуваме во вашето радио, кое што ги тангира она што е нашиот живот, а тоа спортот. Така да Пливачката федерација на Македонија оваа година се заложи за една многу амбициозна програма, особено во овој летниот период. Имаме 5 надпревари од Македонскиот куп за пливање на отворени води и имаме два многу важни големи настани на Охридското езеро и на Велешкото езеро. На Охридското езеро, традиционалниот Охридски пливачки маратон, како што вие го најавивте. Јас паметам кога се возобнови уште од 92 година во еден од организаторите тогаш спортското списание Скок го нарекуваа во многу фејлтони во продолжение големата свадба. Така да тоа беше и остана денеска една голема, импозантна и една од можеби најубавите меѓународни спортски манифестации во Македонија. Сум бил дел од многу маратони изминатиот период, од стартот до целта. Сме го поминувале, би рекол, целиот маратон во Кајче, со мобилен телефон, па нели да информираме јавноста за тоа како тече сето тоа низ од минута во минута, од час во час.
Сега ме интересира со оглед на тоа дека секогаш нашите пливачи се во центарот на вниманието, па кои пливачи од Македонија оваа година се пријавени да учествуваат на маратонот. Сигурно дека посакуваме нашите пливачи пред се да ја завршат трката онака како што нели посакуваат, а на кого ќе типуваме оваа година за наш адут? Па, благодарам, ова е интересно прашање за одговарање, посебно оваа година, околу македонските пливачи и ретко кој од новинарите во последно време се интересира за македонските. Сите некако главниот акцент го ставаат само кои звезди ќе дојдат, кои меѓународни, кои ние го одржуваме и одржуваме традицијата на далечинско пливање и на пливање на отворени води и се радуваме оваа година што имаме поголем број на македонски учесници. Вака ќе започнам. Значи, за почеток Леонид Мишевски е поранешен пливач, меѓутоа во последните години е исклучиво маратонец на едно поаматерско ниво, меѓутоа не може да кажеме дека е аматер, бидејќи е пливач и е маратонец и повеќе години наназад го препливува Охридскиот маратон, што е куриозитет. Евгени Попацев, нашиот најголем шампион, моментално активен, повеќекратен светски шампион во маратонско пливање. Тук Кристијан Стојановски е млад, надежен маратонец во пливање, на кој што му посакуваме успех во понатамошното студирање во Словенија од ова есен. Понатаму познато ни е нашиот веќе доста искусен маратонец Александар Илиевски. Тој ќе учествува на Охридскиот пливачки маратон. И куриозитет еден многу важен за нас оваа година, после долго време, после долги години, имаме женски надпреварувачи на Охридскиот пливачки маратон, кои што ќе се одважат да отпливаат една ваква дистанца од 25 километри. Тоа се сестрите Ивана и Јована Неделковски. Тоа се нашите надпреварувачи од кои што ние очекуваме да го пред се да ја завршат трката, затоа што е тоа најважно нели на една маратонска трка, а потоа секако да очекуваме оние најдобрите, најподготвените да направат и добри резултати. Околу самата организација на маратонот, колку се луѓе се опфатени односно во организацијата на маратонот, затоа што не е мала работа да се организира, тука се нели кајчари, тука се суди од меѓународните од Лен или од ФИНА, сигурно дека ќе имате и делегати кои што ќе бидат присутни, ќе го следат целиот настан на овој маратон. Да, благодарам. Значи, на вистина една ваква трка уникатна во светот. Морам да кажам дека Охридскиот маратон са сите пливачи кои и да дошол во Македонија на пливач, кои да дошол маратонец во Македонија, го имаат истакнато следното, дека тука имаме идеални услови. Значи, условите се чиста вода, температура идеална за пливање, долги надпревари, мирна вода и сладка вода, што е најважно, а за нив е доста важно да имат добри парачни награди. Последниве години малку тоа е во втор план, во минатото имаше многу поголеми парични награди и затоа имавме и многу повеќе надпреварувачи. Не можеме да се пожалиме на бројот на надпреварувачи оваа година, бидејќи е двократно поголем од минатата година. Имаме некои 20 пливачи, не можам точната бројка да ви ја кажам моментално, од многу земји во светот. Значи имаме од Холандија, Франција, Аргентина, Италија повеќе пливачи, од Турција имаме двајца искусни, едно машко, едно женско. Ќе биде навистина интересна трка. По однос на тоа колку луѓе се вклучени во организација, можам да кажам дека раководството на Пливачката федерација на Македонија, односно Националната пливачка федерација, е вклучено целосно во оваа организација со сите своји човечки ресурси, особено одборот за далечинско пливање. Да не ги именувам, можеби некој ќе заборавам. И што е најважно, локалната самоуправа, односно општината Охрид, има создадена една работна група за една поголема манифестација, оние нарекуваат Охрид Water Festival. И во Охрид локално се вклучени навистина голем број на луѓе. Очекуваме да
да бидат покриени сите позиции и мислам дека нема да има простор за никаков пропуст и грешка оваа година во организацијата. Навреме се превземени сите мерки, сите организацијски активности, ги работиме цела година, а поинтензивно во последниот месец дена. Пливачите странци повеќе почнаа да пристигнуваат од утринава на Скопскиот и на околните аеродроми, така да полека се полнат капацитетите во хотел Десарет, каде што ќе бидат сместени сите пливачи, тренери, делегати и други гости. Она што исто така ме интересира со оглед на тоа дека веќе најавивме освен Охридскиот маратон ќе биде одржан и Велешкиот маратон на езерото Младост. Околу тој маратон колку учесници очекуваме, затоа што сигурно дека таму и самата патека е многу пократка, но е многу посладка, би рекол, со оглед на тоа дека не имаме надпревар кој што се одржува во Велес и ќе можат многу повеќе да пливачи да се пробат својата среќа и својата форма. Точно, за нас е исклучително важен овој настан, значи бидејќи е дел од официјалниот Лен Куп. Тоа се 6 маратони во серија, нашиот е 5 поред, останува последниот маратон, последниот дел од купот, 6-тиот кој што ќе се одржи во Барселона. Исклучително важен да се покажеме како добри организатори, што и ќе го потврдиме тоа на 3 септември. И затоа претходно реков дека имаме многу амбициозна програма, ова е многу важен Лен Куп. Ќе се одлучуваат многу работи по однос на генералниот пласман на овој надпревар и ги повикувам сите љубители на спортот и на пливањето, особено на љубителите на отворени води, да дојдат во Велес. 2 дена ќе биде настанот, значи на 2 септември сабота ќе го имаме националниот куп во далечинско пливање 2,5 километри, каде што ќе имаме 2 трки или 3 трки, ќе видиме, имаме многу учесници од најмали до највозрасни. Следниот ден ќе биде оној настан од европско значење Лен Купот на 10 километри, кој што имаме веќе најавено 5 официјални лица на Европската пливачка федерација Лен, делегати и суди кои што ќе бидат присутни и имаме по 20 на учесници од сите европски земји кои што учествуваат на купот. Со председател Стојановски почнавме да зборуваме за една тема и тој самиот најави дека вие имате малку повеќе би рекол ингеренции да кажете нешто околу базените кои што се почнати, недоправени и оставени на би рекол некој идно време за завршување. Каква е состојбата со базените? Точно. По конкретна информација од вас. Имам сум компетентен да зборувам на таа тема од причини што тие објекти се изведуваат по проекти кои сум ги направил јас лично, по проекти и по идејни решенија и по основни проекти изработени од Велард. Почнувајќи од базенот во Охрид и сите останати базени кои што се во изградба и кои што се во план да се изградат, вкупно 14 низ различни општини во Македонија. Го напомена председателот базенот во Тетово кој што е изграден, завршен и пробан и пробно и пуштен во употреба, но се чека, не знам на што се чека општината да донесе некоја посебна одлука или да го додели на некој кој што ќе го стопанисува. Тоа е функционален објект и може веднаш да се пушти во работа. Идеални се тие мали објекти за мали општини, да се формира една база на нови пливачи, значи база на прво да се оспособат сите млади деца, цела млада популација во Македонија, да немаме несрекни случаи од давење, од незнаење на пливање и слични состојби за кои што не се зборува многу, а ги има. И ќе се создаде една база на потенцијални идни надпреварувачи кои што подоцна би се префрлиле во поголемите центри, како што е тоа нормално и со школувањето и со секоја друга дејност. Да, господине Велков, ме интересира, ќе успее ли Националната пливачка федерација да направи притисок во Министерството за образование да евентуално пливањето влезе како еден задолжителен предмет во образованието на младите деца?
Тоа е во програмата на Национална пливачка федерација и тоа не е дека ние самите тоа сме го измислиле, тоа е дел од едно поголемо светско движење научи да пливаш во земјите кои што ние ги сметаме како за најсоцијално развиени. Ќе ја земам за пример Холандија, која што е земја на канали и таму е задолжителен предмет уште од најмала возраст пливањето. Не може да се помине во следно оделение доколку вие не ги исполните физичките задачи и тој пример го следат многу други западноевропски земји. Веќе во Германија се воведува тој начин, па тие одат уште и подалеку, да до четврто, пето оделение да научат да испливаат една делница, односно 25 метри, во секоја од техниките, 4 кои што се слободен стил, градно, грбно, делфин. И тоа е едно размислување и менталитет на многу друго ниво. Тоа е целата идеја со проектите за градење на базени за обука на непливачи по целата територија на Република Македонија и да се оспособат младите луѓе за пливање. Тоа е, знаете што, пливањето не може да се рачуна само како спорт. Еве, вие имате некој спорт, па сега ќе спортувате, ќе бидете здрави. Не, пливањето е вештина која што може да спаси живот. И тоа така се дефинира во многу земји. Да, на крајот ви благодарам за овој разговор, за ова ваше гостување. Јас верувам дека ги опативме сите оние интересни теми. Има многу за зборување кога е во прашање пливањето, пливачките спортови, но ние сме тука отворени секогаш да кога имате спортски настани да ги промовираме, едноставно да бидеме да бидат и нашите слушатели во текст со она што Националната пливачка федерација на Македонија го работи и го правите за развојот на пливањето во нашата земја. Уште еднаш од срце ви благодарам за интересот и за просторот кој што ни го стапувате секогаш. Благодарам. Уште еднаш благодарност, а ние почитувани слушатели продолжуваме понатаму со нашата